Денеска од 13 до 15 часот дневна ефтина тарифа за електрична енергија за сите граѓани, но дали ќе има и поскапување на струјата со почетокот на новата година? Утрово дознаваме од директорот на Агенцијата за енергетика Дарио Николовски. Добро утро. Добро утро и поздрав за гледачите. Да, една од најактуелните теми можеби денеска, дневна ефтина тарифа за сите граѓани во период од 13 до 15 часот. Некако сите реагираат малку дека пензионерите повеќе ќе користат оваа енергија, меѓутоа убава поволност за сите граѓани. Така е, за помалку од 4 часа впрочем и стартува дневната ефтина тарифа. Од таа ќе биде од 13 до 15 часот и нормално како таргетирани се пензионерите кои што веројатно и најмногу ќе ја користат, но секако тука и спаѓаат и сите останати. Никој не можеше да очекува во време на енергетска криза дека повторно ќе дојдеме до ваков момент да ја вратиме дневната ефтина тарифа, а со тоа и да го зачуваме животниот стандард на граѓаните. Некаде според просечната потрошувачка во тарифите 1 и 2 се очекува месечна заштеда од некаде над 1000 денари по домакинство. Покажуваме дека со сите овие мерки кои што ги спроведуваме во делот на инвестициите во обновливи извори на енергија, дека во енергетиката се движиме во добар правец и резултатите од тоа се токму ова враќањето на дневната ефтина тарифа. Учествувавте на самитот за енергетика во Анкара, разменивте искуства со вашите колеги, кои се заклучоците? Така е, неколку дена бев во Анкара, тоа е најголемиот самит за енергетика кој што се случува во Турција, некаде над 1500 представници од неколку континенти, имаше представници од Европа, од Америка, имаше и од Русија. Разговаравме за енергетската транзиција, разговаравме за сите оние бројки кои што ги имаме спроведено и ние како држава во делот на она што го споменав претходно, 140% зголемени инсталиран капацитет во делот на обновливи извори на енергија за само помалку од една година, спроведување на сите мерки во делот на енергетската ефикасност и нормално размена на искуствата со поголемите држави и поголемите економии. Стануваме ли регионален центар за зелена енергија? Тоа е нашата цел. Сите мерки и политики кои што ги спроведуваме се движат во тој правец и се надевам дека таа крајна цел низ овие реализирани проекти кои што секојдневно кади да се движиме низ држава да се видливи со голо око, ќе дојдеме комплетно до реализирање на тоа. А дополнителни инвестиции до крајот на годината? Дополнителни инвестиции до крајот на годината, меѓу една од најголемите која што е често споменувана во јавноста, а тоа е хидроелектраната Чебрен, која што во изминатите 20 години, после 13 неуспешни постапки, конечно оваа влада спроведе постапка, избран е инвеститорот. Тоа е еден многу значаен проект за енергетската иднина, но и иднината во делот на економијата на нашата држава. Тука исто така ќе ги споменам развојот моментално на биогасните електрани, кои што покрај она што се случуваше на полето со фотоволтаиците, сега се случува и на полето со развојот на централите во биогас, нормално и големите проекти кои што не очекуваат од ветерна енергија. Тоа се многу значајни проекти кои што ќе докажат дека сме лидер во енергетската транзиција во делот на чистата енергија. Споменавме на почетокот се најавува измена на цената за електрична енергија веќе од јануари. Како влада покажавме во периодот кој што е позади нас дека се грижиме околу стандардот преку носењето на вакви одлуки каде што се утврдува цената на електричната енергија. Јас верувам дека сите одлуки кои што ни следат, кои што ќе бидат сега веќе во видоизменет начин донесени, а тоа е што до сега регулаторната ги донесуваше, сега ќе ги утврдува врз параметри донесени од пресметките на ЕВН, повторно ќе бидат во корист на граѓаните. Не очекувам енормни шокови во делот на цената и граѓаните и малите потрошувачи, домакинствата треба да бидат спокојни, државата е тука да се грижи за нив. Да и секогаш да го споменуваме сонцето, бидејќи сме земја која што буквално повеќе 360 дена има сонце, па да ја користиме таа енергија, се разбира. Така е. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.